Над 150 млади се дел од првиот едукативен планински камп за млади кој се одржува викендов во Прилеп во организација на спасителната служба Златоврв. Учесниците на овој камп ќе имаат можност да ја запознаат природата од еден поинаков агол, како и предизвиците кои што таа ги нуди. Целта на овој камп е пред се да се зголеми спортската активност кај младите во Прилеп и едукативно да се запознаат со природата. Прилеп полека но сигурно станува центар на авантуристичките спортови. Се повеќе земаат замафат сите оние планински спортови како што се спортско качување, параглайдерство, планинарење, истражување буквално во целата околина на Прилеп, болдерингот, даунхил трките. Нашата цел е да ги насочиме младите и да им презентираме природата, да ги доближиме кон природата и за да можат да се насочат кон спортот и кон овие области на планинарењето. Освен спортскиот дел, представниците од Младинскиот совет на Прилепската гимназија се задолжени за културно-забавниот дел од овој камп. Како гимназија ние сме задолжени да присуствуваме на вечерната забава, некој вид на забава, од едукативен тип. Прво ќе имаме поетска вечер во кој што ќе имаме деца кои што ќе кажуваат поезија, а подоцна и имаме тим кој што со свирење и пеење ќе се забавуваме околу Логорскиот оган. Младите навистина се забавуваа на кампот. Едуцирајќи се што е тоа ориентација, се спуштаа по зиплайн, играа голем број игри, како и се запознаваа со основите на планинарењето. Сега сум на кампот во Ревоец, многу е убаво. Се забавуваме, сега ќе одиме на зиплайн. По планини се качуваме и така. Дојдовме овде во камп на Оревоец и многу се забавуваме, играме игри без граници и многу не интересно. Тука е многу забавно, играме разни игри како што е влечење со јаже, скакање со врејчи. Има и многу други активности. Утре ќе посетиме пештери. Ориентацијата е спорт каде со помош на компас и мапа треба да се откријат зададени точки во природата. Во природата се наоѓаат поставени овие знаменца во портокалово бела боја, на која што се наоѓаат перфоратори и со помош на мапата потребно е младите лица да се наоѓаат во природа, да ги најдат обележаните контролни точки на картата, а доказ за тоа е обележување со перфораторот на мапата. Жичарата или зиплайнот, освен како можност за забава на младите, на спасителите им служи како алатка за извлекување на повредени лица во тешко пристапни терени. Работиме сред техника на единечно јаже и служи за извлекување. Моментално е презентација на спуштање на дел од дечкиве, да извршиме презентација на нашите техники. Овие техники не е начин освен за забава, се користат и за спасување, така? Да, овие техники за спасување, например, оваа жичара се поставува од еден до друг кањон за излекување на повреден од оздола, од друга страна префрлање преку река, преку кањон и такви ствари. Кампот е со поддршка на општина Прилеп, каде вела дека ваквите настани ќе продолжат и понатаму. Ова едукација на младите и тоа како му е потребно, посебно сега после пандемијата, ова му е потребно не само на младите и на повозрастните, ама за младите вистински благодет после завршувањето на школската година. Јас се надевам дека овде и она што го имаме како проект нови можности во Прилепското езеро, кој што тој камп ќе биде направен за граѓаните на сите граѓани во Прилеп и општина Прилеп. Овој камп ќе трае и утре, за кого е планирано да се влезе во пештерата Рамниште која што се наоѓа во близина на кампот.